последниот дел од посланието, последните 10 стиха, 6 глава, 10 до 20, апостол Павле ни дава мало истражување на темата за духовната борба, духовната војна. И оно што, ствари, ако го сумираме, оно што сака да ми каже апостол Павле, дека ние се наоѓаме во секојдневна, постојана војна, борба. И таа борба вели против поднебесните сили на темнината, силите на злото. Тоа значи дека сатаната, заедно со својата зла армија, го држи човештвото во робство, го држи човештвото поробено во гревот, во темнина. Апостол Јован, во неговото прво послание, вели, знаеме дека ние сме од Бога, а за светот вели, целиот свет лежи во зло. Целиот свет лежи покорен во зло. И само така, духовното робство, покореността на човештвото под властта на сатаната, може да ни го објасни фактот за присуството на ова абсурдно зло. Гледаме конфликти, гледаме војни, гледаме ужаси на секаде околу нас. Човештвото многу отиде напред во научен поглед, во образованието, во техниката. Меѓутоа, во поглед на во моралниот поглед, во духовниот поглед, човештвото се уште е во времето на Каин и Авел, во онај време кога Каин зеде секира и губи брата си. И денес човештвото се уште се измачува со проблемот на братоубиството, се уште гледаме омраза, гледаме завист, гледаме злоба, гледаме како човештвото тона се повеќе во зло. Причината, единствената причина, единственото објаснување за ваката состојба е оваа духовна реалност. Човештвото е поробено по гревот од сатаната и науката не може да донесе решение за тој проблем. Образованието не може да даде решение. Техниката не може да го реши тој проблем. Решението кој го нуди апостол Павле е Божјото оружје. Во 11 стих го диагностицира проблемот и дава диагнозата, вели, затоа облечете го, земете го сето Божјо оружје, за да можете да устоите, да издржите на лукавствата на ѓаволот. И ова е многу важен текст. Всушност, во овој стих апостол Павле ни посумира сето оно што досега го говореше од посланието. Во Христос, само во Христос ние имаме победа. Во Христос можеме да се противставиме на лукавството на ѓаволот. Во Христос, во она што го имаме од Христос, како негово дело за нас. Нашиот живот во него и тој во нас е единственото решение за проблемот на човештвото. Божјото оружје ни помага кога не напаѓаат сомнежите, кога лажни учења се обидуваат да не одвратат од Словото, од вистинското Слово, кога почнуваме да се мислиме дека Бог не напуштил, апостол Павле вели, земете го Божјото оружје. А Божјото оружје, рековме, е Христос, сето оно што Христос го работи за нас, сето оно што го имаме во Христос. Вистината, Христовата вистина, Христовата праведност, спасението од Христос. Сето тоа се елементи на Божјото оружје, кои го гледахме во изминатите неколку изучувања. И откако го дава, ќе дава диагноза за проблемот, зашто апостол Павле на едно место вели однадвор борби, однатре стравање. Тоа е ситуацијата на светот. Борби надвор, внатре стравање. Некако како го правило безнадежноста, очиот надвладуваат над верата и надежта, поради духовното робство на човештвото под властта на сатаната. Тој се војува да го задржи својот двор, како што вели Господ Исус, сатаната е како силен човек кој го чува својот двор. И никој не може да го надвладее, освен оној посилен што доаѓа самиот Господ Исус. Духовното оружје, тоа е оно што го имаме во Христос, е решението за проблемот. И од 18 стих оди чекор понатаму. Почнува да говори за молитвата. Молитвата како
нешто како втора фаза од нашата духовна војна. Молитвата не е дел од духовното оружје. Откако го изнесува духовното оружје, апостол Павле во 18 стих не повикува на молитва. Молитвата и духовното оружје. При тоа, многу важен е и не случайно ваков предуслед ни нуди овдека апостол Павле. Откако говори за духовното оружје, завршува со молитвата. Го прочитавме веќе текстот. Ке кажеме дека постои многу цврста врска меѓу духовното оружје, што беше представено во претходните 6 стиха, и молитвата. Тие се заедно зависни, врзани. Не е можно да го користиме Божјото оружје без молитва и не можеме да се молиме без да бидеме облечени со духовното оружје. Тие одат заедно. И при тоа, редот што овде како дава апостол Павле е многу логичен и многу правилен. Прво говори за Божјото оружје, а потоа за молитвата. Ај накратко да се подсетиме за Божјото оружје. Што беше Божјото оружје? Божјото оружје е всушност усогласување на нашиот ум, на нашето срце со реалноста. Или согледување на реалноста. И тоа голема потреба, и може би големата потреба на човештвото. Зашто човештвото, поради темнината во која се наоѓа, поради духовната темнина во која е поробено, човештвото не може да ја види реалноста, живее во заблуда, живее во илузија. Човештвото е поробено во грех, во темнина, меѓутоа не може да го свати тоа, не може да го види. Како, се сеќавате, го кажем, примерот со филмот Матрикс. Во тој филм човештвото е поробено од машините. Сите луѓе се во кафези и од нив машините влечат енергија. Меѓутоа во главите на луѓето има инсталирана матрица за некаков свет, илузорен свет, лажен свет, совршен свет, како да човештво живее во совршен свет. Слично, во слична состава е навистина човештвото. Тоа е поробено во гревот, во темнината, меѓутоа живее во заблуда како да е идеален светот во кој живееме, како човекот да е идеален и совршен. Таа илузија поради духовната темнина во која се наоѓа човек. И затоа е неопходно, важно, да го видиме, да осознаеме реалноста преку Словото кое ни е дадено од Создателот, од оној кој создал се. Во Словото ние го гледаме животот таков каков што е. Ги гледаме вистинските проблеми на човекот, на човештвото и решението на тие проблеми. Преку Словото ние откриваме кој е позадината на проблемот и кој е решението на проблемот. И тоа е првото оружје, ако се сеќавате. Стоите така препашани со појасот на вистината. Во Христос ние сме препашани со вистината, а Христос е вистината. Христос, бидејќи е творец на се, од Него е се, за Него е се и преку Него е се, тој е единствениот критериум на вистината. Тој самиот вели, јас сум падот вистината и животот. Христос е вистината. И нема друга вистина освен Христос. Не може да има друга вистина освен оној, вистината на оној кој вовел до существување и постоење на се. Бидејќи тој се доведува до постоење, тој е критериумот за вистината на се. Во Христос ние имаме вистина. И тоа е многу важно во духовно, во било која војна. Во војната обично доаѓа конфузијата, бидејќи вела дека првата жртва на војната е вистината. Ние здраво препашани со Христос сме секогаш со вистината. Не може никој да не заблуди. Знаеме кој сме, знаеме од каде доаѓаме, знаеме кој е нашиот проблем, знаеме решението, знаеме кој е патот. Нема темнина. Ние сме осветлени во Христос. И осветлени во Христос ние знаеме дека сме прифатени од Бог во Христовата праведност. И тоа беше второто оружје. Ние сме облечени со оклопот на праведноста. И затоа можеме да бидеме сигурни дека Бог никогаш нема да не напушти. Бидејќи ние не се представуваме пред Бог. Ние не сме прифатени од Бог со нашата праведност, со нашите дела кои денес ги има, а утре ги нема. Ние сме слаби, кршливи, непостојани, променливи.
Денес сме добри, утре паѓаме. Денес сме силни, утре сме слаби. Но Бог не прифаќа преку Христовата праведност. Ние сме облечени со оклопот на Христовата праведност. И кога Бог погледнува кон нас, Тој гледа Христовата праведност во нас и не прифаќа. И кога доаѓаат заблудите или искушенијата на лукавиот, дека Бог можеби не оставил, не напуштил, се оддалечил, ние го симаме оклопот на праведноста, т.е. увереноста дека Бог секогаш е со нас. Тој никогаш нема да го напушти. Ние го имаме шлемот на спасението кој го чува нашиот разум во овој свет на ужаси, на лоши вести, на катастрофи. Зашто ние на сите случувања гледаме преку надежта за спасението кое доаѓа. Ние очекуваме Божјо царство, кое е ослободено од сите последици на гревот. Очекуваме тело, очекуваме вечност, во која нема неправда, нема зло, во која се е совршено. И на лошите вести кои ги слушаме на телевизија, ги читаме во вестници, на нив гледаме како на родилните болки кои треба да го донесат новото создание. Не испагаме во конфузија, не се разочаруваме, не се збунуваме, зашто знаеме дека сето тоа е нормално. Зашто живееме во свет кој е поразен од гревот. И целото создание во породилни болки го очекува доаѓањето на новото. И тоа шлемот на спасението, кој го чува нашиот ум, да не паднеме во разочарување, да не се откажеме, да не испаднеме во безнадежност. Значи, тоа е Божјото оружје. И ако ние Божјото оружје го имаме на себе, тогаш вториот чекор, молитвата ќе дојде сосема нормално во нашиот живот. Ние така некако сме свикнати повеќе да внимаваме на дисциплината на молитвениот живот. И веднаш забележуваме кога сме заостанали во тој поглед, кога не сме редовни во молитвата, кога ни се молитвите слаби, си воведуваме дисциплина, решаваме да се молиме во определено време од денот, определено време, за определени потреби. То секој пат го правиме кога ќе забележиме дека нешто не е во ред со нашиот молитвен живот. Меѓутоа, истата дисциплина треба да ја имаме и во поглед на користењето на духовното оружје. Зашто многу пати, многу често, проблемот во молитвениот живот доаѓа од некористењето или необликувањето на духовното оружје. Ако ние знаеме кој е нашиот непријател, колку опасен непријател имаме, ако ние знаеме кај е нашата победа, во кого е победата, ние ќе се молиме. Ќе бараме од Бог тој да не утврдува во вистината. Ќе бараме од Христос тој да не облекува во неговата праведност. Ако ние го разбираме духовното оружје и сме облечени во него, тогаш нашите молитви ќе го добијат вистинското место в нашиот духовен живот. И тогаш нема да се молиме само за физичката болка, за финансиите, за работа или за некои други проблеми, туку ќе се молиме и за утврдување во вистината, зашто Сатаната постојано ќе се обидува да не заблудува со лажни учења. Сатаната постојано ќе се обидува да не обезхрабрува нашето сведоштво, да го ослабува во очевот или пак во несигурност дека Бог може би не остава, да напушта, или пак во сомнежи во Словото. И затоа ние имаме постојано потреба да се молиме Христос да го утврдува тоа оружје. Веќе само така можеме да победиме. И ако ние сме облечени во Божјото оружје, во праведноста, вистината, спасението, верата, мечот ако го имаме на духот, тогаш молитвата ќе дојде како една природна последица во духовното војување. Многу пати слабиот молитвен живот е последица на отсутството на духовното оружје во нашиот живот. И сега овдека да кажеме некој работа за тоа што е молитвата, а што не е, бидејќи, за жал, успеа Сатаната преку лажни учења, преку искривување, преку ереси, да внесе многу заблуди
во христијанскиот живот и посебно во однос на молитвата. Што не е молитвата? Молитвата не е суеверие. Молитвата некои се молат, има и такви христијани кои се молат, за да не им се случи нешто лошо во животот. Ако не се помолиле, кога ќе се седат дека не се помолиле, ги пати страф, дека сега ќе им се случи нешто лошо. Еднаш патував за Струмица со оние таксињата. Има такви таксиња кои возат, собираат тројца, четворица и земаат исто како автобусите. И поминав Катланово, веќе кон Велес, и се сети шоферот дека заборел да запали свеќа на една црквичка која се наоѓа на патот меѓу Скопје и Велес. Тој си дал така аманет дека секогаш кога ќе поминува по тој пат ќе пали свеќа. И кога стигнавме до Велес, се сети дека заборел. И хвати страф, дека сега ќе не се случи нешто лошо во пат. И така некако се однесуваат некои христијани во однос на молитвата. Тоа е суеверие. Молитвата не е за да не ни се случи нешто лошо, ако не се помолим. Молитвата не е ни магија. Просперитетните учења, жал, наштетија многу на христијанството и во голема мера предонесува христијаните на молитвата да гледаат како на вид на магија. Ке ја кажеш молитвата и ти веќе го имаш клучот за успешен живот. Тоест, ке се направиш, ке се го составиш списокот на нешто кои ти ги сакаш, ке се направиш програмата која тебе ти одговара и едноставно му ја представуваш на Бог. А Бог треба, бидејќи магијата е како волшебната лампа на Аладин, да го исполни твојот список на желби и да го оствари твојот план, твојата програма. Ние решаваме што е добро, што е лошо, ние решаваме што Бог треба да направи за нас, ние решаваме што Бог треба да ни даде и за тоа само го представуваме на Бог, а тој, според нели просперитетното учење, треба се да ни даде ако имаме вера. Молитвата не е магија. Во паганскиот свет молитвите и обредите имаат магиско дејство. Тоест, боговите реагираат на ритуалот. Ако на бабник земеш дабово гранче и го ставиш на вратата, тоа ќе дејствува на духовниот свет и ќе ти даде благослов. Ако на светници зелено гранче ставиш на вратата, духовниот свет веднаш по автоматизам ти дава берикет. Така е во паганскиот свет. Меѓутоа во христијанството молитвата не е магија, која по автоматизам веднаш импулсивно доведува позитивно дејство кај Бог. И молитвата не е психолошка техника, како што исто така е многу популарно се говори денес, посебно со појавата на учењето за моќта на подсвеста. Според некои христијани, нашето мислење, позитивно мислење, поттикнато од подсвеста, ја менува реалноста. Тоест, молитвата треба да проникне во подсвеста, да отклучи таму сокриени ресурси кои ќе сменат реалност. И ние можеме со позитивната исповед, со позитивната мисла да го менуваме светот околу нас. Не, молитвата не е техника со која ние менуваме светот поради нашите сокриени можности. Молитвата е разговор со Бог. Во овој текст апостол Павле говори за молитва, говори и за молба. Користи два збора. Двата збора се различни и терминолошки, но различни се и во суштина. Самиот збор молитва значи кажување, разговарање, зборување. Молитвата е семејна работа. Во втората глава апостол Павле многу убаво ја представува нашата позиција пред Бог. И тоа вели ние веќе не сме, како порано, тугенци и придојдени. Не сме туги на Бог. Туку ние сега во Христос сме
семейството на Бога, неговите деца. И молитвата е разговорот на детето со таткото. Таквиот концепт го води самиот Господ Исус Христос. Кога го праша учениците како да се молат, тој не каже молитвата Татко наш, кој си на небесата. Тоа многу јасно Господ Исус воведе во молитвата такви односи на родител и на дете. Ние сме децата кои во молитвата разговараа со својот небесен татко. А во семејството разговорите се слободни, се блиски, се интимни. Во семејството нема преправање. Значи, многу пати, кога ќе почне да се молиме, го менуваме гласот. Станува некако по-официјално и по-свет. Има и такви кои викаат на сејот глас. И се дојдам пешто како Бог да е на најодалечената галаксија, не треба да викнеме толку силно што ќе не чуе, што многу е далеко. Молитвата е разговор со Бог. И во тој разговор има молба. И не случајно апостол Павле на многу места и овдека, истото ќе го видиме во Филипјаните, користи молитва, користи и молба или прозба. Молбата е барање. Во разговорот има барање. Децата бараат од своите родители. Не е проблемот, не е во барањето. Јаков вели во своето послание од 4 глава 2 стих: немате, но што не барате. Понатаму продолжи и вели: немате исто така зашто барате, но барате погрешно. Барате со погрешни мотиви, барате за своите телесни страсти. Треба да бараме. Во молитвата треба и во овој контекст, во духовното оружје, откако ќе го облечеме духовното оружје. Како што децата се отвараат пред родителите, да ги кажеме нашите искуства во духовната војна, да ги споделиме нашите стравови, да ги споделиме нашите слабости. Ако дојде сомнежот во вистината, да побараме утврдување во вистината. Ако сатаната не мами дека Бог не не љуби, да побараме Бог да ја покаже својата, да не стопри со неговата љубов. Во молитвата исподелуваме искуствата и бараме. И тоа се тие прозби. Истиот концепт, буквално до половината од истите зборови, апостол Павле ги кажа в посланието до Филипјаните, 5 глава 6 и 7 стих, и таму говори за молитви, и таму говори за барања, за молби, за прозби. И таму е истиот концепт. Прво, не грижете се, во се искажувате молитви и прозби, и на крајот го дава резултатот од молитвата. Не грижете се за ништо, вели апостол Павле. Зашто грижата е голем проблем на христијаните. На секој човек повеќе. Самиот Господ Исус Христос во централните теми на проповедта на планината говори за грижата. И таму вели да не се грижиме, зашто Бог, нели, се грижи за нас. Петар вели со така да не се грижиме, сите грижи да ги предадеме. Грижата е сериозен проблем, зашто грижата не парализира. Во војната посебно, во војувањето, во било која војна, во било која борба, штом дојде грижата, стравот, паниката, поразот е сигурен. Затоа апостол Павле вели не грижете се. Зашто грижата го слабее нашето сведоштво во светот. Во иста она мера во која што пак спокојството и мирот дава сила на нашето сведоштво во светот. А кој е решението за грижата? Ако сме препашени со вистината, ако сме облечени со правата, ако го имаме шлемот на спасението, ако знаеме дека Бог е постојано со нас, дека не прифатил преку неговата правда, ако знаеме дека не очекува вечност, ослободено од сите последици на гревот, тогаш нема место за грижи. Не грижете се за ништо, туку во се,
за се, буквално за се, изнесувајте барање од Бог. И тоа е, до таму Господ Исус оди, кога објаснува колку Бог е вклучен во нашиот живот, што вели дури и влакната во нашата коса се преброени од него. Тој го знае и бројот колку влакна има во нашата коса. С тоа сака да покаже колку Бог е вклучен во нашиот живот. Благо го вклучен. Затоа вели, барајте се. И нема што да криеме од Бога. И тој знае се за нас. Ние не можеме ништо да се криеме. И затоа искажувајте се, барајте се, представете се. Можеме да се криеме од луѓето, но не можеме од Бог. Се представете пред Бог. Секоја ваша слабост, секој ваш греф, секој ваш пат, секој ваша радост, се представате пред Бог. И на крајот, вели апостол Павле, мирот кој го надминува секој разбирање, ќе ги штити вашите срца и мисли во Христос. Е тоа на што е најпотребно на човек, на еден верен човек, Христовиот мир. И сега кога бараме, и што вас сакам да спомнам, зашто и тука има денес многу и недоразбирања, меѓутоа има и многу измами, кога бараме не можеме да очекуваме дека и не треба да очекуваме, зашто молитвата не е магија, ќе добиеме се. Ќе добиеме она што е во рамките на Божите ветувања. Она што е во рамките на Божиот карактер и на неговите ветувања кон нас. Дури и ние кога бараме, дури децата кога бараат од родителите, не добиваат се. И децата со текот на времето разбираат многу добро до каде можат да одат со барањата. Што можат да побарат, што не можат да побарат. Знаат дека ќе добијат во рамките на она што нивните родители им ветуваат, дека е добро да им го дадат. И тоа е посебно важно денес кога се повеќе се шират учењата дека ние можеме се да бараме од Бог и Бог се ќе ни даде. И многумина се разучарале, тргнувајќи од таквите учења, побарале многу работи кои не ги добиле и на крајот стане разучаране, па дури се откажале од верата. И тука стигнуваме до она зборче, каде што апостол вели: молете се во духот. Тоа не значи, како што некои сметаат, молете се во духот, тоест молете се на јазици кои се неразбирливи. Молитвата во духот значи да се молиме во оно откровение што го имаме од духот за Божиот карактер и за Божите ветувања. Како што има живот во телото, одење во телото и одење во духот, така има и молитва во телото и молитва во духот. Во Галатјаните многу јасно апостол Павле ги разграничува 4 глава тие работи. Да се молиме во духот, во контекстот на овој текст од 10 стих, значи да се молиме во рамките на она што Бог открива за себе, дека е неговата волја, дека е неговата природа, неговите ветувања, неговиот карактер. Та на крајот на краиштата Бог ни заповедал за кои работи треба да се молиме. За жал, и многу малку се молиме за работите кои Бог ни кажал дека треба да се молиме, а многу повеќе се молиме за нештата кои Бог воопшто не ги ни спомна. Ако се молиме за повеќе љубов, ако се молиме за смиреност, ако се молиме за повеќе кроткост, ако се молиме за повеќе трпение, за повеќе простителност, тоа се работи што Бог никогаш нема да ги откаже во нашите молитви. Тоа се работи на кои Бог секогаш ќе одговори. Не можеме да направиме список, конечен, исцрпен список на тоа, за кои работи можеме, за кои не можеме да се молиме. Но духовната војна, духовната зрелост е всушност прашање на усовршување во таа област, во духовниот живот. Со текот на времето, како што едно дете осознава, знае веќе што може да бара, што не може да бара, така и ние со текот на времето се повеќе се усовршуваме. Ако се посветиме на
духовната војна, на духовниот растеж, на созревање во верата. Со текот на времето ние и во молитвата ќе се усовршуваме. И тоа е нормално. Секој човек што се посветил на некоја област, тој се усовршува. Дома има математичари, повеќе. И кога ќе почнат да разговараат за функции, за формули, и гледам дека без лист тие ги решаваат задачите. Само кога ќе се спомне некој математички израз, тие веќе во главата го имаат решението. Ги имаат постапката за решаване. Јас не ја познавам таа област и само ги гледам како тугинец, како странец. Исто е со духовниот живот. Ако се посветиме, ние ќе знаеме што да бараме, кога, како да бараме. И нема да има толку неодговорени молитви, како што вообичаено има. И ако сакаме добар пример во тој поглед, нема подобар пример од самиот апостол Павле. Во ова послание тој се моли два пати за читателите. Во првата и во третата глава. Во првата глава тој се моли читателите, луѓето во Ефес, да разберат. Тоест, Бог да им ги отвори очите на срцата, да видат какво богатство, какво наследство на светиите ги очекува и да осознаат каква сила действа во нив. Силата која го воскресна Христос од мртвите действа во нив. Тоа е молитвата на апостол Павле, тоа е да го осознаат читателите. Во третата глава пак се моли читателите да разберат колкава е широчината, височината, длабочината и должината на Христовата љубов. Кога сме се молили за некој да го осознае тоа? За самите нас или некој околу нас. А што бара па за себе? Се сеќавате на молитвата, што ја прочитавме. Апостол Павле на крајот од посланието ги моли читателите они да се молат за него. Тој е во затвор, во оковие. Ако сте ви во затвор и пишувате писмо на него, што ќе побарате? Ќе го замолите, што да се моли за вас? Може би по-добро услови во затворот. Може би да ве ослободат од затворот. Апостол Павле се моли, тоест бара да се молат за него, да се избавам од оние што не веруваат, а не, се извинувам, не е тоа. Бидете постојано будни со сета искреност и молите за сите свети и заменете кога ќе отвора устата да ми се даде слободно да ја соопштувам тајната на Евангелието, поради која сум пратеник во окови, за да го проповедам смело како што ми прилега. Што ми прилега, вели апостол Павле? Оковите ми прилегаат зашто сум во затвор заради Евангелието. И молете се за мене, кога ќе ја отворам устата, тоа Евангелие, таа тајната да се соопштува, бидејќи јас сум пратеник. Апостол Павле знае зошто да се моли, знае што да побара од другите да се молат, зашто знае која е неговата мисија. Знае што Бог бара од него. Знае дека Бог го пратил во тој затвор, тамо да ја соопштува тајната на Евангелието. Јасно му е дека тој е пратеник на Бог за Словото Божие. И затоа знае, нема кај него нејаснотија зашто сега да се молам, која е мојата потреба. Многу јасно знае. И неговите молитви Бог ги слуша. Видите една молитва која исто така е напишна во посланието до римјаните. Таму ги моли римјаните да се молат за него. Вели, помагайте ми со своите молитви кон Бога за мене. Помагайте ми со молитвите. Какви молитви? За да се избавам од оние што не веруваат кои се во Јудеја и моето служење во Јерусалим да им биде благопријатно на светиите, да радосен да дојдам кај вас со Божјата воля да се успокојам со вас. Тоа во послание го пише од Мала Азија. Има намера да оди во Ерусалим. Знае дека Бог сака да го прати таму. Но знае дека таму го очекуваат непријатели. Знае дека таму јудеите ќе се сврдат против него. И така и се случува. И тој се моли. Тој бара да се молат за него.
кога ќе отиде во Ерусалим, да биде избавен од непријателите, од противниците, да му се даде можност таму да сведочи. И на крајот Бог да направи така, да ќе го земе од Ерусалим и ќе го однесе во Рим, па да им послужи и на луѓето на кои што им пише во Рим, кои никогаш дотогаш не успел да ги посети. И знаете што? Сите овие нешта се услишани. Навистина Павле оди во Ерусалим, 2 пати се обидуваат да го убијат. Не успеваат. Поминува 2 години во затвор во Ерусалим. Постојано под притисок. Успева и во храмот, и во синагогата, и пред 20 римски намесници да сведочи за Христос. И на крајот Бог прави така, што му плаќа трошок на товар на Римската империја, да отиде во Рим и тамо да послужи на светиите. Сите тие нешта што ги бара одека, апостол Павле Бог ги услиша. Зашто апостол Павле знае која е неговата мисија, знае каков пратеник е, знае која е неговата служба. Знаеш кој е Бог. И тука сосаме на крајот некој прашање за самите нас. Знаеме ли ние која е нашата мисија? Зашто сме пратени? Знаеме ли ние зашто да се молиме? Какви конкретно просби, молби, барање да опатуваме? Какви барање опатуваме всушност? Крајот на годината, почеток на годината е период на биланс, духовен биланс. Увело понекој пат да си правиме и попис или пресметка на нашиот молитвен живот. Кои се нештата што ги се сураме како барање пред Бог? Што бараме? Што треба да бараме? Ако војуваме добро во духовната војна, ќе имаме и ќе бараме, ќе се застапуваме за еден добар, здрав молитвен живот. Ако се посветиме на духовниот растеж, ќе се усовршуваме и во молитвениот живот. Ќе знаеме што да бараме, нашите молитви ќе бидат правилно балансирани и тогаш ќе бидеме успешни и во тоа духовно војување. И победата во Христос нема да изостане. И тогаш појасот на вистината ќе не држи здраво, оклопот на правдата ќе ни дава сигурност, шлемот на спасението ќе не води, ќе го подпреме нашиот ум, нашиот разум на Христовата вистина и мирот, кој го надминува секој разбирање, ќе не штити. Ќе ги штити нашите мисли, ќе го штити нашето срце, ќе не штити целосно во Христос. Господ да ни дава победи, облечени во духовното оружје и со насилен молитвен живот во духот.